Добро вечер, почитувани, ви благодарам што сте со нас. Јас сум Јана Јосифовска, а вечерова дебатираме со господја Ѓулистана Марковска. Добро вечер. Добро вечер, благодарам на поканата на Само вистина. И господин Јани Макрадули. Добро вечер за вас. Добро вечер, благодарам. Ќе почнам со дамата. Господја Марковска, еден месец по трагедијата во Кочани, за жал, ја имаме и 62-та жртва од ужасниот пожар денеска. Јавноста е секако во шок, уште кој знае колку време ќе биде, но она што сега е важно, се чекаат одговори. Како вие оценувате досегашната истрага? Одговорите дали според вас се дадени во најголем дел во однос на и одговорноста и постапувањето на институциите, бидејќи де факто последниот период сведочиме и на може да се каже препукувања, особено на партиите помеѓу власта и опозицијата. Опозицијските партии обвинуваат за селективна истрага и правда како што велат, додека од власта тврдат дека секој еден ќе одговара. Што мислите вие? Непријатно е да се зборува на оваа тема, поготово што јас бев гостин на ова студио едента кога се погребува грото од жртвите. Да се надеваме дека останатите кои што се лекуваат ќе бидат со помалку ментални лузни и со поголема можност да го сменат изгледот и да живеат колку што може нормален живот. Меѓутоа, тоа колку зависи од борбата на лекарите, може би од некоја друга виша сила. Господ нека им е на помош. Тоа што го зборував порано е една добра лекција за сите вработени во јавната администрација, дека нив основен пријател, единствен, најзначаен, кога работите на било која шалтерска позиција, без оглед на тоа дали се работи за советник, соработник, па и ако сакате обичен административен службеник кој што треба да работи во архива и да прима одредени документи, им е законот. Досегашната истрага, која е поприлично обемна, која што го опфаќа периодот од 2012 година па до сега, прво, што докажа? Докажа дека навистина службениците кои што работат, без оглед на тоа дали примале наредба, условно речено од озгора, дали им било наложено или не, сите се опфатени во истрагата. Заради тоа што имале поголем удел, тоа истрагата ќе го покаже. Се работи за многу обемна истрага, со оглед на тоа што истата се проширува. Очигледно е дека бројот на обвинителите е многу зголемен кои што работат на овој предмет. Истрагата е широка од причина што мора да се испитаат, да се земат сите документи, да се испитаат сведоци, да се оцени уделот на секој од онов кој што кариката од издавањето на лиценцата, која е можеби и најбезначајната работа, можел да има самиот објект и лиценца и повторно ова да се случи. Имаше и такви случаи констатирани. Точно. Меѓутоа, зборуваме синхроно и систематски да се почне од проблемот од почеток и мене ми е драго што ние конечно сознаваме дека јавното обвинителство, ако сака, повторувам, ако сака, за секој вид на корупција може да смогне и сили, и потенцијал, и кадровски, и средства, за да одреден вид на корупција го буквално го реши и да биде во законските норми онака како што треба да биде. Така да, прво, драго ми е што обвинителството тоа го покажува или ако задоцнето, што значи дека до сега ниту имало политичка волја, ниту имало желба да се реши некој проблем, туку сето тоа било ставано под тепих или покриено со пепел. Дали ќе остане овој состав на обвинителство или понатаму, не знам, можеби не е ни значено. Во обвинителството работат прилично голем број на способни луѓе кои што се онеспособени заради принципот на субординација, која што владее покрај обвинителство и во полиција и други органи, али во обвинителството е особено значајно да тие луѓе си ја работат својата работа и да дадат, ова испаѓа како една, за жал, многу лош пример, ама показна вежба дека ако се сака, може да се реши. Во однос на вашето прашање, истрагата е многу широка, затоа што објектот работи 15 години и тој објект работел на замижување на сите органи, дали да се од локално или од повисоко ниво. Тука се вклучени многу повеќе министерства, нивни подрачни единици, дури вклучена и управата за јавни приходи, бидејќи објектот бил пломбиран, колку што знам, па некако од ненадеж и без ништо успеал да биде отворен. Значи дека корупцијата цветела
во големо благодарение на локалните шерифи кои ги нема само во Кочани, туку ги има веројатно во секој град во Македонија, вклучително и во Скопје. Да, од она што барем последната пресконференција и државниот јавен обвинител Коцевски го посочија, што е фрапантна информација е дека не само во Кочани, туку во било која општина во државата не постоел безбеден објект. Дали угостителски или било каков, тоа го утврдила и истрагата на инспекциите. А што работело до сега обвинителството? Токму тоа е прашањето. Што работело обвинителството? Значи дека не постоела политичка волја. Ние сега не можеме да го славиме ово обвинителство што конечно ја работи својата работа, затоа што за тоа се платени обвинителите и нека имаат и два пати повисоки примања. И дај Боже нека бидат комплетно од државата како што беше специјалното јавно обвинителство кое што неславно задржи во ресурси, во средства, во помош и било интернационална, комплетно обучени и за работа во кадровски потенцијал и во материјален потенцијал, меѓутоа нека си ја вршат својата работа. Прво е добра лекција за сите што работат во јавната администрација, второ за тоа дека ако сака обвинителството може да ја реши корупцијата и трето да одговорам на вашето прашање последно, дали е селективен пристапот, не можам да знам, од причина што ги немам сите документи пред мене. Меѓутоа со самото тоа што се проширува истрагата, верувам дека едно јавно обвинителство нема да се реши да повика макар и на информативен разговор човек кој што не бил посредно или непосредно инволвиран. Да, самиот суд врз основа на барањето на обвинителите и истражната постапка и материјалните докази ќе докажат дали некој бил во право или не бил во право. Сега не знам ни по кој основи, по кој закон се теретат. Некои се теретат по основ на загрозување на општата безбедност, кои што се дела, кои што не застаруваат. Има одредени дела во делот на архивското работење кои што застаруваат. Претпоставувам дека таму има многу постручни луѓе кои што ќе знаат дали тие луѓе може да бидат повикани или не. И последно во исто така самиот јавен обвинител на пресконференција рече сегашната постава на сите подрачни единици, вклучително и на Министерството за економија, немало барање за обновување на лиценцата. Да, тоа беше еден од аргументите зашто не се гони или бар не е повикан. Ама знаете, ако имало толку многу случаеви кои што сега благодарение на инспекцијските надзори гледаме дека добар дел работеле и без лиценци и без надзор, не може некој кој што е на министерска позиција, дури и не го познава министерот, искрено речено, ниту било кој од тие таму кои што се инволвирани или кои што се во моментот на позиција, тој не можел да знае. Меѓутоа, повторно едно правило кое што би требало да се воспостави, екипата со која што работите вие треба да биде екипа од најголема доверба и да ви ги каже сите информации затоа што крајната одговорност е кај првиот човек. Господине Макрадули, ваш коментар, дали вие сте задоволни генерално гледано како се водат сиве овие процеси околу истрагата и таму има лоцирано многу проблеми и одговорност од Коцевски кажа 13 години воопшто никаков инспектор не бил влезен не само во Пул, себе гледаме многу недостатоци и низ другите општини во државата, но од друга страна како еве ги оценувате критиките кои што доаѓаат да речеме од СДСМ, ДУИ, Левица за селективна правда, дека власта МВР ги штитат само своите. Има критики дека не се опфатени сите, односно актуелните високи функционери. Дали сметате дека постои селективност во процесот? Јас дозволете, бидејќи прв пат сум на телевизија после трагичниот настан, да изразам сочувство до семејствата. Како човек кој што секојдневно пишува и на социјалните мрежи, проверував општествено само еден пост имам напишано после трагедијата, бидејќи како што реков ту во шок сме сите и навистина не верувам дека брзо ќе се дојде до некоја општествена разрешница, особено во општина Кочани и животот таму е поприлично во семејствата многу трагично и тоа не може да се. Тоа е колективна травма, болката е заедничка, мислам дека сите граѓани ја чувствуваме таа болка, но заедничка треба да биде и потребата за одговорност. И мислам дека тука треба да се насочиме, одговорност за една неселективна, ефикасна, разумна правда. Се разбира, не претендирам дека сум експерт, не сум од таа област да можам да дадам некоја постручна мислење. Мислам дека има многу работи кои што ставаат еден товар на целата истрага, пред се
периодот пред да се случи трагичниот настан, кога обвинителството и не само обвинителството, туку и дел од судскиот совет беа на мета на власта и карактеристиките и карактеризирањето на државниот јавен обвинител на еден начин, кој што мислам дека товарот непотребно му го наметна владата, па сега кога тој работат, очигледно ги демантира тие работи. Второ, не ми се допаѓа, еве вака од страна гледано, пред некој ден државниот јавен обвинител имаше интервју за една национална телевизија и утрото започна со лавина од изјави на ботовите или на провладините некои медиуми каде што го напаѓаа дека е пробил акцијата на Министерството за внатрешни работи, да тоа Министерството потоа го демантира, а во суштина мислам дека се потпалија ботовите со изјавата на државниот јавен обвинител дека е стигната информација за сертификатот на директорот на АНБ и мислам дека тука тие создаваат еден терен за притисок кон него, кое што е оптеретува непотребно истрагата, кое што е за сосема нешто друго. Или овие партиски, да кажеме, реакции, дебати сега во овој момент повторно создаваат товар на истрагата. Мислам дека многу коректно председателот Венко Филипче на Социјалдемократскиот сојуз понеделникот ден после трагичниот настан упати една порака на заедничко решавање и на смирување на ситуацијата до заеднички позиции ако може да се дојде. Да, но очигледно е тоа, само да ми дозволите, препукувањата на дневна база не застануваат. И сега кога имате подадена рака, да речеме, за средба да се решат законите, пакетот закони, да речеме, од правосудството, вие секојдневно имате од другата страна опозицијски пресконференции на ВМРО-ДПМ кои што не помага во целата работа. Мислам, само го оптеретуваат притисок, го создаваат еден облак од притисок кон истрагата и навистина она што мене ме загрижува е тоа ставот на експертската фела. Ние сме едно општество кое е многу поделено, ние за се делиме од и битни работи до небитни работи. Често го кажувам, ние се поделивме дали Манаки последниот фестивал името било добро или не било добро и тоа една дебата се создаде, не зборувам за некои посуштински теми. Не гледам дека експертската јавност има една доста загриженост дали овој процес ќе се одвива така како што треба. Од стручен аспект зборувам, сите тие се од капацитетот на судот во Кочани, од дали има доволен број на обвинители сето тоа да го направи, начин, квалификацијата на делото и така натаму и така натаму. И секогаш кога гледате дека за една иста формулација има обвинети од, еве да речеме, државниот пазарен инспекторат, останува прашањето секогаш ќе лепти зошто сега или министерот за економија сега каде е нивната улога, особено што секојдневно гледаме дека Министерството за економија објавува дека некои објекти се затворени или некои објекти не ги исполнуваат условите. Апелирам јавно да ги објават, бидејќи сите ние кои што, да речеме, имаме деца или сакаат да отидат некаде, сакаме да знаеме дали тие објекти се во ред или не се во ред. И, например, не гледам зошто тоа би се криело. Од друга страна, исто една заложба, може би од стручен аспект, јас од компјутерски, инженерски аспект, мораме процесот на дигитализација, еве, дека земат сега одма нека го направат тој процесот, тој е јавен, транспарентно да се гледа чекорите од една барање за дозвола до добивање на дозвола и сите документи јавно да стојат. Се разбира, тоа нема да ги врати животите на овие млади луѓе, но во иднина точно ќе знаеме што ќе се случува. Партиските случувања и визави она што се случува и во коалицијата, во владата, јас велам дека перспективата наместо државна една политика, на една општа политика да водиме каде одиме, ние сведовме на тоа кој ќе гласа за некоја чешма на следните локални избори и мислам дека со тоа се уништува една желба за да се стигне една одговорност за решавање на овој проблем. Да, ќе продискутираме и околу локалните избори, меѓутоа додека сме на темава, господја Марковска, од оно што го читам и го слушам од јавноста, да кажеме, ако
се изостават овие партиски препукувања и реакции, она што го споменав, барањето и очекувањето после сите несреќи претходно што се случија, дали воопшто се научи лекцијата, но и дали воопшто треба да се политизира овој процес од аспект на ова што го зборуваме, заработката на политички поени, наспроти оставањето можеби на надлежните да ја завршат истрагата, па тек тогаш да се бара одговорност. Дали за вас овие прозивки меѓусебни на релација власт-опозиција се воопшто издржани или треба надлежните да се остават, да си ја завршат работата, па потоа да се прозиваат? Надлежните никој не ги бранеше да си ја завршат работата и без претходна прозивка. Што значи дека откако сватија дека може да бидат сменети, тоа е факт. Почнаа да ја работат својата работа. Дали претходно биле политички диригирани или не, никој не излезе јавно да каже јас имам притисок. Освен од судскиот совет кога излегува и рекоа имам висок притисок од висок тајкунски естаблишмент, да го наречеме, за одреден предмет. Кога работите и одговорноста ќе имаат свое и презиме, оваа држава ќе тргне напред. Јас охрабрувам тоа што големите дела почнуваат од првиот чекор. Ова е некој прв чекор и една убава лекција за секој оној кој што има било какво работно место, особено за именувани лица во делот и на обвинителство, и на правосудство, и во делот на државната администрација, ако сакате, опис и попис на работното место и неговите надлежности. Тоа е многу тешко, затоа што нашите луѓе веќе корупцијата им е влезено во глава и таа почнува уште од шалтерот. Затоа сум зборувала повеќе пати. Меѓутоа, ако вие знаете дека тој над вас што стои и ви вика подпишете го ова, а вие го подпишете, одговорноста утре, како во овој случај, не е на тој што ви рекол, бидејќи вие немате писмен запис. Записот е материјален доказ. Сега, како тие луѓе ќе ги заштитиме? Ќе ги заштитиме со тоа што ќе работат транспарентно. Ќе ги заштитиме со тоа што секоја една поплака во Државната комисија за корупција, особено и во делот на извештаите на Државниот завод за ревизија, ќе бидат сериозно сватени. Ако го провериме статистички податокот, колку неправилности во различни институции, сакате вертикала, сакате хоризонтала, од Државниот завод за ревизија, кои што се отидени во обвинителството завршиле со некаков судски процес, јас се плашам дека тој процент можеби нема да биде ни 1%. Колку од Државната комисија за спречување на корупција, која што го истражува предметот, и исто така завршиле со некаква судска завршница, било во претходниот состав, било во овој состав, исто така завршува дали ќе биде 1 до 5%. Ние некако како јавност да се навикнавме на едно сеирџество кое што нема никаква судска и правна разрешница. Токму поради тоа, сметам дека органите кои што се за тоа именувани, кај кои што имаме поделба по уставна, судска, извршна и законодавна власт, не треба да си влегуваат во меѓуресорски размени на информации и особено не на политички диктати. Секој треба да ја работи својата работа, оној кој што не ја работи не треба да не биде незаменлив, вклучително и на обвинители и на судии, затоа што кај нас само судиите се заштитените бели мечки, се извинувам, има таму прекрасни судии, ама има и судии кои што го рушат нивниот углед, па покрај куколјот страда и целото жито. Така да, ако така ги поставиме работите, одговорноста на секој од нас ќе биде многу поголема, секој ќе ја работи работата за која што е платен и во тој дел морам да напоменам дека ресурсите на Државната комисија за спречување на корупција, на јавното обвинителство, кој што исто така работи со намален број на обвинители, со намален број, дури немаше ни хартии, зборувам за подрачните, нема обични хартии, нема штампачи, нема ништо. Ние мора да ги обезбедиме. Без алат нема занат. Токму заради тоа, онака како што беше екипирано СЈО, па сите викавме леле колку убава истрага водат, за да на крај сето тоа отиде јабана, што би рекле нашиот народ, треба да им го обезбедиме, да бараме одговорност и оној кој што не знае, не може или е подложен на притисоци, да го смениме. А оној кој што е обичен државен службеник, кој што мора да потпишеме условно некаква лиценца, зборуваме мора. Или ќе бара писмена наредба, или ако е малтретиран,
пошто тој во нашето општество може и мобинг да доживее, ќе биде преместен во некоја подрачна единица во Демир Хисареве, се зборувам, за да може да се откаже од работата. Мора да биде заштитен од самата држава. Секоја една пријава за мобинг треба да биде сериозно разгледана, ставена на хартија и да има своја завршница, а не онака имаме па што. Сакам само повелете се извинувам, да дебата е слободна. бидејќи не само да дополнам, бидејќи колешката Марковска и јас сме биле во парламентот, мислам дека е лошо што парламентот ја одби барањето за надзорната расправа, бидејќи кога зборуваме за секој со својата одговорност, законодавна, судска и извршна, мислам дека собранието мораше да покаже поголема зрелост и за дента после трагичниот настан, а и сега за да формира надзорна расправа во која што баш треба да покажат одговорно однесување сите, да ги надминат партиските, да речеме, рамки и тука да се дојде до одредени вистини без да се попречува истрагата, бидејќи согласно надлежностите на една надзорна комисија може да се дефинират и да се расчистат некои работи, и особено за некои институции кои што се поврзани со одлуките од собранието. Повелете. Случајот за онкологија, знаете колку транспарентно расправаше комисијата. Веројатно врз основа на материјални докази, на испитување на сведоци, сето тоа заврши без никаква разрешница. Веројатно поучени од тој пример не е направен, иако јас како поранешен парламентарец во два состава на собранието, како законодавен орган кој што е нашата држава е парламентарна демократија, го одобрувам тоа. Веројатно поучени од некогашното правило, ако сакаш да се забошати работата, формирај комисија. Добро, мора да стануваме позрели сите и да демонстрираме поинаков однос кон, иако за онкологија, нели, јас го слушам државниот јавен обвинител и други кажуваат дека има некоја постапка, така да има постапка, меѓутоа комисијата ја заврши перфектно својата работа. Таму беа членови на комисија кои што рекоа дека ние ќе разговараме непартиски. Во текот на работата, барем во делот, надзорни расправи или надзорни расправи или анкетни комисии си ја завршиле својата работа. Може би, се да не се враќам назад, но кога се отвори случајот за еве некои стари случаеви со рушењето на зградите на господин Цановски, тоа или таму после си добија тие некоја судска разрешница, но собранието има една тежина која што треба да ја демонстрират и пратениците, пресателот на собранието, да не се плашат дека тоа напротив имат повеќе одговорност да не влезат во меѓупартиски туку пресметки, туку да влезат во една расправа, во една дебата и анализа на оние надлежности собранието што ги има поврзано со закони или со регулаторни тела кои што можат да имаат свое влијание на целата ова. Да, дилемите што тогаш кога следавме расправата беа дали воопшто е сега време, она што го споменавте да не се наруши паралелно истрагата на обвинителството. Може да биде и затворена седмицата, не е тоа. Не, јас да мислам биде дека атракција, да не биде не е ни доцна ако веќе ги имаат завршено истрагата и да се формира и подоцна. Се сложувам, може да формирате, потоа да се договарат како ќе тече. Точно. Одбивањето априори не е априори зборува за таа селективност која сакате, кој ќе дадете на некој аргумент дали е селективна или не, кога мнозинството гласа против, одма им давате аргумент на другите да кажете еве гледате дека е селективно. Од тој аспект зборувам. Ама не е во ред Јани да биде како што бара дуи странски експерти да учествуваат. Па ние сме држава кандидат за членство во Унијата, странци да дојдат да ни решаваат дека се работи за кабелот, ве молам. Не, добро, не. Мислам, ние имаме стручњаци, имаме луѓе кои што можеби јавноста не ги знае. Тоа се луѓе кои што вредно ја работат својата работа, дел од нив си партиски неопределени, да не бидеме тука скептици, ниту едните ги сакаат, ниту другите, и луѓето буквално паѓаат, тонат. Тоа се способни луѓе. Треба да отидат во странство, да ни се вратат како големи стручници и ние да кажеме, па го испуштивме човекот. Зошто? Затоа што немал партиска книшка или ако имал, не бил во повисокиот ешелон. Тоа е страшно.